Водите на Преспанското езеро драматично се повлекуваат и неколку месеци нема врнежи на дожд. Деновиве екипата на Алфа обиколи неколку дестинации, каде што крајбрежието се повлекува и водата се исцедува по хоризонтала на неколку појаси, достигнувајќи по километар до 2. Во моментот состојбата е алармантна, особено на водостојот на водите во Преспанското езеро. Последните наши информации кои се однесуваат до пред неколку дена, водостојот изнесува на минус 530 сантиметри од нултата кота. Причини за овие драматични состојби има повеќе, од антропогени фактори, климатските промени, се до неодговорно управување и експлоатација со водите. Сега веќе пресушуваат и планинските водотеци, поради што ќе пресушат и бунарите од кои овоштарите наводнуваат. Над 80% се пресушени изворите на Галичица, помалите, а веќе во моментот се случува пресушување или намалување на едно минимално ниво на изворите на Баба планина. Ова досега не го паметат ни најстарите жители, сето тоа се должи на предолгиот сув период, немање на снег во зимата, немање на врнежи од дожд, и ова ќе биде проблем понатаму во следните 2 до 3 години. Реките се исушија и тоа. Значи нема врнежи, нема снег, нема тоа и значи изворите не можат да се наполнат доколку нема врнежи на дожд или на снег. За нас овоштарите ќе има штета ради тоа што бушотините што ги имат некој, тие водите ќе одат надолу. Надлежните овие состојби во планинските појаси на Баба планина и Галичица ги немаат согледано докрај, но сушата според нив е клучниот фактор. Точни информации во моментот не можам да давам околу состојбата на изворите на Баба планина и односно од Охридската страна, заради тоа што ако ја гледаме состојбата, што јас знам и вие сте сведоци дека не знам, 100 дена ние не видовме дожд во Преспанскиот регион. Дали колку надлежните ќе се заангажираат за спас на езерото, тешко е да се предпостави. Во најава велат дека во наредната година ќе се прави елаборат за состојбите и причините што ги предизвика овие катаклизматични состојби, што реално може да биде доцна, а згоре на се, власта 4 месеци езерото го остави без концесионер, кој треба да се грижи и стопанисува со рибниот фонд. Се упатува на неповратни последици кои објективот на нашата камера реално ги навестува. Ова апокалиптична слика зборува за еколошка катастрофа, а можеби и за еден многу поголем и долгогодишен екзодус.